Народната банка на Република Македонија објави неодамна податоци дека во првата половина од оваа година имаме прилив на странски директни инвестиции од приближно нешто и над 300 милиони евра. Ова е значителна бројка за поздравување, бидејќи истата е на ниво 3 пати повеќе од она што е остварено истиот период минатата година. За нас и за нашата мала земја, мала економија, од посебно значење се странските инвестиции, бидејќи бенефитите од нив секако се повеќе кратни. Се надевам се служувате со ваквата констатација и нас не интересира дали во догледно време се очекуваат некои и повеќе поголеми раздвижувања на овој план. Податоците во Македонија покажуваат дека поприлично рефлексија од политиките на градење на пријателство, на отварање на перспективи кон големите пазари и отварање надеж со тоа и охрабрување за инвестиции странски и домашни се веќе потврдуваат во Македонија. 327 милиони евра се странските инвестиции во првото полугодие, во споредба со лани, кои што биле 105 милиони евра, сами по себе се сериозен податок дека Македонија станува попријатно место, доволно мотивирачки за да се гледа овде да се создава профит, а секако знаете дека очекувањата на државата се преку ваквите инвестиции странски или домашни, да расте бруто домашниот производ, да се отворат работни места, да расте извозот во државата. Податоците во првото полугодие се навистина добри, кои што секако не треба да бидат задоволителни до крај. Верувам во перформансите на нашата економија дека може да испорача многу подобри резултати, но ако се движиме во вистински правец, тие резултати ќе бидат уште подобри и подобри. Просечната плата е порасната за 6,2% во државата. Извозот е зголемен за 17%. И да не зборувам за после долг период на стагнација или нулта ставки на раст на домашниот производ, во вториот квартал бележиме раст од 3,1%, каде што имаме се уште сериозен минус во градежништвото, кој што буквално како тек влечи надоле. Верувам дека сето тоа во второто полугодие ќе се надмина, за да може да биде акцелератор на севкупниот раст. Не дека и досега не се соработува, но верувам дека таа соработка ќе биде многу поголема и многу попријатна и многу попродуктивна. На крајот, Битола и овој целиот регион граничи со Грција. Спругата е една од пругите кои што се обновува после децении и кои што представува директно поврзување со Солунското пристаниште и со Солун како голем центар, но и со целиот северен дел на Грција, но и самата пруга поврзува со Европа. Така да кажам, знаеме дека до 2018 до крајот очекуваме да се заврши овој дел на пругата кој што интензивно се работи, но верувам дека ќе биде и доволно мотивација за дополнителни инвестиции и во Жабени, но и севкупно во овој регион на Македонија. Со Европската унија ќе допреме до новите фондови. Паралелата што ја правиме помеѓу земји членки на Европската унија и земји кандидати како нас покажуваат 10 пати поголемо користење или овозможување на европски фондови од оние што ги имаме. Не знам, ако Македонија од 2007-2014 имала на располагање 680 милиони, Хрватска имала, не знам, во тој период кога била земја кандидат 850 милиони, еве Хрватска сега е земја членка на Европската унија, има 10 милиарди запирка 10 милиарди и 500 милиони евра, например, фондови на користење во период од една програма од 6-7 години. Тоа само по себе покажува колку се големи поддршките. Кохезионите фондови, социјалните фондови, Agriculture Funds кои што се отварат и за она што значи за равномерен развој на земјите кои што се под 0,85% од просекот на Европската унија, значат директна поддршка за економијата. Тоа ќе значи дека кога ќе купуваме машини за осовременување на технолошките процеси во ваквите големи фабрики ширум Македонија, ќе можеме да очекуваме сериозни поврати на пари токму тие фондови, а тоа ќе значи зголемена компетативност на нашите компании и зголемена инвестициона активност, секако која што е добро дојдена за државата, за граѓаните, а верувам и за приватниот сектор кој што го води профитот. Дел беа преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите, а дел преку Фондот за иновативност и дел преку мерките за вработување. Меѓутоа само за споредба една.
Ние со голема мака издвоивме во фондот за иновативност 10 милиона евра, а само Бугарија во моментов има на располагање 400 милиона евра бриселски фондови за таа работа и за таа намена. Како може нашата економија да конкурира на економијата која што ќе добие грантови од 50, 60, 70% за купување на нова опрема? Не може. Ако не станеме дел од тој систем, ако останеме изолирани од таа работа, ние ќе останеме да се подпираме на собствените можности, а собствените можности, колку и да сакаме да издвоиме, се овие кои што ги зборуваме. Тоа е перспективата за економијата и стварањето на конкурентност.